Рефлекторите на сцената згаснаа. За секогаш згаснаа и светилките што ја красеа фасадата на театарчето со 202 седишта, кое ние го изградивме. Не изгасна само на јасната светилка, надежта, кога тогаш Охрид ќе мора да има свој професионален театар. Тоа нашиот град го заслужува. Охрид има пребогато културно минато, талентирани граѓани и многу долга културна и просветна традиција. Негови се Свети Климент и Свети Наум, Прличев, Узунов, Патчев, Шапкарев. А сега други млади минат. Наше цвеќе кинат, Боже, ти помогни. Ова е запишано во книгата на Благој Кичеец, на Солзена завеса, поранешен актер и режисер на Градскиот народен театар од Охрид. Охрид одамнина бил колевка на писменоста и културата, а охриѓани почитувачи на уметноста. Меѓу божиците на уметноста ја почитувале и божицата Талија. Никулците на театарот и глумата во Охрид датираат од минатите времиња. Охридските актери и аматери биле ентузијасти, духовити и интелигентни луѓе кои ја сакале оваа уметност. Многу охриѓани во 30-тите години од минатиот век не ги пропуштале представите на патувачкиот театар на македонскиот доајен на глумиштето Петре Прличко. Во 1943 година, во пролета, охридските аматери ја одиграле македонска крвава свадба, а на представата присуствувал и авторот Војдан Чернодрински со неговата сопруга. Првиот професионален театар во Охрид профункционирал по Втората светска војна во 1949 година. Во историјата на градот за секојаш ќе останат запишани имињата на првите 15 на професионални актери: Ѓоре Бочев, Никола Христоски, Насте Малезановски, Марика Котели Малезанова, Наум Тунте, Љуба Дукич Христоска, Наум Мандуловски, Маре Блажева Мандуловска, Благој Кичеец, Правда Илич, Радмила Златковиќ Богдановска, Стојан Милошевски, Љубица Камбирска Котушева, Лазо Арсовски, Јован Кокаловски. Од охридските актери и аматери незаборавни се имињата на Сотир Димитровски Дзингал, Славка Кавај Маџарова, Васил Малезанов, Ристе Мишев, Нада Петкова, Климе Стефановски, Славе Банџов, Евица Бочева, Венера Кичеец, Милка Тунтева, Ахил Тунтев, Олга Филева, Владо Шурбан, Цвета Тунте, Виктор Плевнеш, Нада Заричинова, Димитар Чудов, Ристе Кречо, Никола Шатран, Звонко Цветковски, Димче Томанче, Борис Златан, Благородна Кичеец, Спире Трендафиловски, Марика Зафирова, Лепа Пачаджиева, Мишко Бочев, Вера Миткова, Томислав Кичеец, Велкова, Трајческа, Поповска, Јуич и други. Актерите кои имале среќа еднаш да ја почувствуваат магијата на театарот, кои застанале под светлата на рефлекторот на штиците што живот значат, за секојаш останале верни на театарот. Ова со носталгија го раскажува поранешниот актер и режисер на првиот професионален градски народен театар, охриѓанецот Благој Кичеец. Од неговите сеќавања навираат спомените за театарот кој почнал да функционира во 1949 година, па се до 1955. Охридските актери давале и по 5 премиери во текот на годината, на голема радост на охридската публика. Благој Кичеец за големата љубов кон театарот раскажува дека почнала од неговата рана возраст. Роден е на 30 март 1926 година во Охрид, во Месокастро, во Занајчиско касапско семејство. Никој од неговото семејство не имал афинитет кон глумата, но татко му често го водел на представите од патувачкиот театар во 30-тите години. Кичеец раскажува дека како растел, се повеќе го сакал театарот. Често пати одев со татко ми на представите што ги дава тие патувачките театри. Биба Бо, не знам другите как се вика, Петре Парличко беше уште млад актер, се викаше Перица Николич. Тогаш. И одевме, тие представи ги даваа во Ориент, тогаш се викаше Велика Србија, и во хотелот на Радича на площад таму, и татко ми
ме носеше таму на представи и од тога го засакав јас театарот. И како ученик после во гимназија припремавме ученически представи така. И учествував јас во една-две таму представи на школство. Тоа за окупација, да веќе бевме порастени. 16 години, 17. И така дојде случај да јас одам војска и во 49-та дивизија се формира агитпроп на дивизијата, тоа беше организација на агитација и пропаганда дивизијска. Таму се формира и драмска секција од таа. И прв пат таму излегов на сцена пред публика во Гостивар. Таму раководеше беше, не знам ако сте го слушале, Димче Стефановски, режисер беше на Битовскиот театар, тој го водеше тоа агитпроп. И таму првата моја поголема улога ја заиграв во Сомнително лице. И тоа ја представедававме во Валандово, во Раброво, имате едно место така до Валандово. Валандово немаше сала, имаше во Раброво. Таму во тоа Раброво ја дававме првата представа и така после се дојде во Притеја. По завршување на Втората светска војна раскажува како дометаризмот запливал во професионалните актерски води. Македонија во тоа време немала образовани актери и режисери, па за актерството учевме од искуството на најдобрата аматерска театарска група од Охрид, објаснува Кичец. Охрид тогаш имаше многу јака дилетантска група, меѓу кои Војдан Чернодрински дојде овде и ја припрема пред мене по старите Македонска крвава свадба, 43-44 година. И таа дилетантска група беше многу активна. Аристе Мише, Георе Боце, Димзовци, се менува, знаеш како. Имаше појки, имаше таа доста голема, тие дадат и 4 представи. Навираат сеќавањата како Охрид добил за прв пат професионален театар на предлог на професорот Димче Маленко. Тој беше повереник на просвета. Иначе беше професор в гимназија. Факултет. И тој како тогаш беа, сега што се началници, тога беа повереници. Едно време беа прочелници, после повереници. И тој како повереник беше и писател. Пишеше. И се собравме така една дружина, ајде да формираме театар. Театар треба некој да го предложи пред собрание. И тој на 9 јануари имаше седница на Народниот одбор и го предложи тоа. И беше поддржан од неколку души граѓани во Охрид, што беа одборници, и така се формира на 9 јануари 49 година театар. Профункционира негде реков Одма, не профункционира, одма. На 19 април 1949 година пред влезот на салата на забавачницата во сегашната галерија на икони, тајфата на Садило ја свиреле охридската староградска песна за Кира Деспина, а актерите одиграле првата представа Кирјања. Кичец во сеќавањата се навраќа и на актерите кои го сочинувале професионалниот театар. Професионалци во почетокот беа Георге Бочев, Никола Христоски, Љуба, тогаш беше Дукич, па после стана Христоска, па Марика Малезанова, претходно беше Котели, па Маре Блажеска, после стана Мандулова, па Љубица Котушева, Камберска беше таа гевгеричанка, мажена за охриđанец. После беше Правда Идич, охриѓанка. Имавме 6 актерки и 9 актери, професионалци. Георге Боче, реков, Номче Тунте, Номче Мандуль, јас, Стојан Милошевски, Јован Кокаловски,
дојде од Битолскиот театар, Лазо Арсовски дојде од Скопскиот театар. Театарот во прво време бил сместен во просториите на сегашната галерија на икони, подоцна ја менувал локацијата. Ние работевме во мала сала. Нашите представи прво беа во кај црква на Свети Климир, кај што е денеска галерија на икони. Тука беше првиот театар наш. Мала сцена, мала, 200, 170 седишта. Таму до 80, до 48 година, седевме таму во 48 година, ние дадоа Ривиера, постоеше една статкарница таму, и таа статкарница ние ја реновиравме. Мајстори работеа, ние помагавме и направивме поголема сцена, 202 седишта имаше и голема сцена. Релативно голема, за тоа време беше доста доволна. И таму ни беа представите. 202 седишта таа сала имаше. Имаше гримјорни, имаше... А гардеробата ни беше во куќана на Чорбевци горе, на Спрат. Таму ни една соба ни дадоа. Таа беше национализирана и таму ни дадоа една соба, таму ни беше гардеробата. Македонска крва свадба беше пред, односно последна. И ние ја дававме во Горица. Во Горица имаше една сала, на времето беше тука хангар за бродовите. Тој хангар беше морнарица таму. Тој хангар за потребите на еден конгрес го претворија во сала. Имаше 2200 седишта таму и голема бина. И македонска крва свадба таму ја дававме како премиера. Ама беше последна. Таму дававме и појке представи, не само македонска крва свадба. Таму, пошто ние работавме летно време, јас не знам да кажам. Летно време сите театри одеа на одмор, ние одмор одевме во септември, зашто го користевме летото и оние туристи што идеа во Охрид да може да учествуваат на... И беше многу интересно, кога навечер од Охрид ке трнеа бродоите и кајчината и пентите, со пенти, да иде да представа во Горица. Во Горица, таму ги даваме представите. Беше романтично. Имаше многу публика. Таму идеше полно публика, таму не идеше во Горица. Охридскиот театар по квалитет во тоа време високо котирал, веднаш зад Скопскиот и Битолскиот театар. Тоа се должело на талентираните актери и нивниот ентузијазам во подготвување на представите и на публиката само каква што можеше да се посака, раскажува за тие неповторливи времиња Киџец. Охрид имаше една публика за која завидува и другите градови. Ние не знаеме што е доста. Шом завршивме една премиера, излегвавме на улица и одма не праша, кога ќе давате пак? На улица, ено го тој што играше Илија, да речеме, или Антица што играше. По улица се не викаа, дојде да поправиме мало муавет. Кога ќе давате пак представата? Идеше публика, ние имавме ретко редовна и убава публика. Ретко да имавме ние празен стол. А имавме таква публика што, ево да реков да се не повторувам, стално не праша, кога повторно. Куризитет ке ви кажам. Имавме еден лекар, доктор Шорко се викаше. Тој имаше свое седиште во публиката, во салата. Трети ред во средина.
Тој стол не се продаваше никогаш. Тој од болница ќе дојдеше на представа. Ако го викне од представа, ако има потреба, ќе одеше и ако траеше представата, ќе се вратеше назад. Најмногу тој се смееше на комедиите, а публиката со него се смееше, зашто тој најсилно се смееше. Шорко се смете и публиката се смее по него. Интересно беше, занимливо беше публика, како што секој театар би ја сакал. Представите кои охридските актери ги давале пред охридската публика биле бројни. Кичец наведува некои од нив, меѓу кои Антица, покондурена Тиква, Сомнително лице, Измама, Поп Киро и Поп Спиро, Кирјања, Холивуд, па дури Зона Замфирова, одиграна на врањански дијалект. Два пати ја дававме незини, и како професионалци, и како аматери го станавме. Ја обновивме уште еднушката Зона Замфирова. Па не беше та тешка, ние имавме на актерка која беше Нишлика. И да го знаеше тој дијалект на која беше написана. И да ни помагаше многу во таа Зона Замфирова. Се бунеа некои луѓе, зашто во театарот да се игра на друг дијалект, меѓутоа некои не прифатија добро и таа представа одеше многу. Таа направи негде околу 20 на представи од таа представа. За пиеса. Зона Замфирова. Целата е таа интересна представа. Можеме да одвојаме од неја. Течеше многу гладко, многу губаво. За 5 години постојање професионалните охридски актери одиграле 27 премиери. Највредна, најплодна беше 70, 80, 52 до 54 година. 27 премиери за 5 години, тоа беше рекорд. Ево сега слушам, театаров охридски за една година има 3 премиери планирано. А не беше само театарските представи. Ние учествувавме и правевме Весело вече, преку разгласна станица имаше тога. Радио Охрид немаше, Охрид немаше ни радио, ни телевизија, имаше на разгласна станица, се викаше. Секој четврток ние на низе правевме Весело вече, се викаше. И сите настани што се случуваа во Охрид, на комичен начин ние изведувавме скечеви и така натаму. Учествувавме и на разни другарски вечери, лоџиски вечери, занечиски вечери. Ни викаа таму како гости да му учествуваме со наши така наречени врапчиња на времето, ги викаа рапорти, па пеевме таму стихови, малку со комична содржина, да ги разонадуваме гостите. Љубовта кон актерството споила и многумина од охридските актери и актерки во брак, без разлика дали биле професионалци или аматери. Актери брачни другари биле Благој и Венера Кичец, Наум и Цветанка Тунте, Наум Мандуловски и Маре Блажева Мандуловска. Како и секоја публика, така и охридската имала своји миленици меѓу актерите. Секој си имаше своји љубици. Па, како да речам, еден од најпопуларните ни беше Номче Тунте. Тоа е факт. Шом ке го прочитаа Номче Тунте играт, ќе се зваеше плакатава из град, играт Номче Тунте и уште таму се смеја со него. Тоа важеше како е комче. Другите бевме сите
Секоја публика си има свој љубими, се речеме, меѓутоа, со ништо не можам јас да кажам кој љубими на која публика беше најмногу. Се знаеше младите, по-младите, по-старите, на по-старите. Кичец раскажува дека играл различни улоги, но не сакал да глуми во комедии. Затоа пак сакал да ги режира комедиите. Раскажува за еден незаборавен момент од неговата професионална кариера, поврзана со представата Без вина виновни. Јас фрлив мерак на една улога на таа пиеса. Меѓутоа, кога дојде на репертоар да се постави, режисерот не мислеше така. И таа улога на која јас пикирав, му ја даде на друг актер, а јас добив една од помалите улоги, бидејќи претходно имав голема улога и кај нас се практикуваше, ако имаш претходно голема улога, да не си многу оптеретен, добивавме помала улога, да не речем епизодна, ама помала. И јас имав една од помалите улоги, меѓутоа на денот на премиерата се случи нешто што никој театар не го сака. Откога завршија сите проби, и генералната и техничката проба, беше недела, вечерта ќе имаме премиера. И слободиме ме тој ден, вечерта да се вратиме во театар, да се спремиме за представата. Ко негде ке ручек, идат курирот од театарот, кај мене, дома ме викат, хитно те вика в театар. Шо е работа? Директорот те вика. Одам јас таму, меѓувремено ја викна и Маре Блажевска, тогаш Блажевска беше Мандулова. Шо е работа? Спасаваа премиерата. Шо да ја спасаваме? Кај го играш Милов Зоров. Бе, како Милов Зоров, бе? Јас имам улога. Не, среќа беше што во мојата улога имав дублер. И јас морав да ускочам во представата на овој Милов Зоров и да правиме неколку проби со партнерката со која најмногу имав мислам учество. И затоа што тој што играше таа улога вечерта спроти премиерата доби абцес на зъбот и јолкав потеч целиот. И не можеше да игра нормално. Спасава премиерата, рече, карти продадени све до една. И така јас морав да играм таа улога вечерта. Покојната жена беше во публика, да не знаеше да играм таа улога, знаеше да ги играм таа другата. Кога ме виде таму на сцена, се чудел од каде сега овој човек игра друга улога. И така, од кој изигравме таа представа, актерката што игравме, како моја партнерка, му вика на режисерот, од сега само Благој ќе игра таа улога. Глумците во тоа време, ентузијастички, сами се едуцирале во актерството. Македонскиот режисер во тоа време, Димитар Ќостаров, ги подучувал во режија, а актерот Тодорче Николовски, кој бил исклучителен шминкер, им ги пренесувал тајните на шминката. Сами се грижеле скоро за се, почнувајќи од сценографија, костими, реклама. Колку беше тоа ограничено да ние од нашите тогаш немаше се да се купи. Например, ние правиме декор. За декорот ни требаше платно. Платно не можеше да се купи за пари, мораше да однесиш бон, што го добиваме секој месец, да ти даде 2 метра платно да направиш чашави дома или петници. Ние тие бонови доброволно ги дававме во театарот, за да купиме платно, да можат мајсторите да направат декор. Тоа беше друга жртва наша таму. Друга жртва ни беше што, пошто немавме пари да купиме све што треба. Театарот има не само декор, театарот има реквизит. Маси, столо, икони, све што е на сцена, тоа се вика сценски декор. Ова е реквизит. Имавме и реквизит сценски, имавме реквизит фигура. Под реквизит фигура се подразбираше прстени, гердани, убетки, таква работа што актерите го носат на себе. Како украс. Тоа се викаше реквизит фигура. И све носевме од дома. Јас се секавам, од дома донесов розен. Номче Тунте донесе од дома столој на театарот. И таму останаа.
не ги врекавме назад, поклонувавме на театарот. Така да, лампи, мампи, икони, све што требеше, од дома носеме. Немаше кај да се купи, нити можеше да се купи тогаш. Ограничени бевме ние со средства. Нашите пари ги дававме, мислам платите, само платите што ги добивавме, а се друго што купувавме, да купувавме од приходите од театарот што ги правевме. А немаше да се купи. Тешко беше. Имавме ние распоред на работите во театарот. Еден беше задолжен за гардероба, друг беше задолжен за пропаганда, извавање плакати, трет беше задолжен за некои други работи во театарот, за набавка на реквизити, за набавка на било што е потребно. Така да, например, Номчето Унте беше задолжен за да земат пари од банка да не исплашат плати. Се додека не назначивме и благајник. За секоја представа се печатеше плакат. Ево, сиве плакати се тука. Ево ги. Сите. Се растуруваа низ градот, а главни плакави во големо едно платно се печатеше ракописно, пишевме реклама, тога и тога ке се дава таа и таа представа, и таа стоеше во центарот, во градот, на две места, една кечинарно и на площад. Немаше потреба, доста беше да се чуе, само дека ќе ја даваме публиката, трчаше и без многу голема реклама. Кичец раскажува за гостувањата во соседна Струга, Вевчани, Косел, Велгошт и Кичево Ресен. Горте на бројни успешни и гледани представи, но спомнува и за некои помалку атрактивни за публиката. Имаше представа кај што се даваше и по 10 пати, по 12 пати, а имаше негде кај што кексиравме, морам да го признам тоа. По инсистирање на еден од актерите кој дојде од Битола, ајде ќе спремаме нешто модерно, така да ја научиме публиката и за малку по други содржини и предложи да ја даваме Холивуд. Некои се притуивавме, некои не, ама ај одлучија ќе ја даваме Холивуд. Меѓутоа таа Холивуд отиде само 3 представи. Не одеше поиќе. Таа беше некоја американска драма, Холивуд. Не ја прими публиката и тоа ни беше знак дека такви работи не се за охридската публика. Зато почнавме со вакви, ево, Бегалка и другите. Најмногу има битовите пиеси. Например, ево да исклучиме Зона Замфирова, таа беше битова пиеса, ама на нишко-брањански јазик. Бегалка беше наша. Тие беа представи кои одеа и по 20 на пат. Македонска крва. Македонска крва свадба. За жал, Македонска крва свадба ја дадовме последна и немаше време да ја играе најмногу. Охридските актери по 5 години, кога започнале да напредуваат во професијата, го доживеали најтешкиот удар, веста за неговото затварање. Некоја директива да нема театри во Македонија многу, ние зависеме само од општината за плати. Сите други материјални трошкови си ги задржававме ние од представите. Гардероба, сите технички работи, тоа си трошевме од нашите заработени пари од представите. Само платите и уметничкиот додаток, ние добивавме уметнички додаток. Спрема резултатите, секој актер имаше и уметнички додаток.
Не беше тој многу голем, символичен беше, ама се движеше од 300 до 800 динари, така негде, покрај платата и јумечките додаток. Што зависеше од успехот кој го постигнуваш во театарот како актер. Тие одлучија да го затворят театарот само со една единствена намера. Да формират патувачки театар во Македонија. Па и дојдеа кај нас и вие сите ќе бидете членови на патувачкиот театар. Ма каков патувачки театар, бе, луѓе, ние сме фамилиарни луѓе, ние ќе тргнеме се по Македонија, од град на град да даваме представи, а ние сме фамилиарни. Како можеме да го оставиме семејството, да трчаме со камиони, со автобуси из цела Македонија? Тоа беше идеја една лоша идеја на Милчин. И така го затворија театарот и рекол да се... Ама другите театри останаа, после малку пак ги отворија. Ова одлука на властите тешко ја прифатиле не само актерите, туку и охриѓани. Тешко. 2 години ние абдициравме. Не сакавме да учествуваме. Ама тој пусти Мастикс, не можеме да го заборавиме. И љубовта кон театарот не можеме да заборавиме. Кога се затвораше театарот, дојде на седница, таму на седницата, кога дојде да го затворе театарот, да викат што е ова што ќе ни направите, ќе наставите без театар. Викаја за нечиите, ние од занаетот наш ќе делиме пари, за театарот задаваме. Еден бакчанч ја рече, ќе посадам една бавча со прас, ќе го продавам и парите ќе ги давам на театарот. По оваа одлука Кичеец и неговите колеги од професионалци преминуваат во аматеризам. Тој во аматерскиот театар останал како режисер се до пензионирањето во 1985 година, постигнувајќи одлични резултати. Сите овие години тој поранешните актери се надевале дека Охрид еден ден ќе добие професионален театар. Кичеец со радост вели дека е гор што сепак дочекале тој и неговите тројца колеги од тоа време да го видат обновувањето на театарот. Благој Кичеец додава дека сенка на таа радост фрла фактот што досега од помладите колеги не добил покана да присуствува на представата во театарот, што денес се нарекува Национална установа Охридски народен театар, во кој тој и неговите колеги во минатото вградиле дел од себе си.